Екипи на територијалната противпожарна единица од Кочани го локализираа и целосно го изгаснаа шумскиот пожар, што во понеделникот попладне избувна во околината на селото Спанчево, а се прошири и по падините на Осаговските планини. Огнената стихија, подпомогната од ветерот, брзо се проширила во правецот на селото Нивичани, при што во околината на местноста Свиланово изгореле над 50 хектари нискостеблеста шума, сува трева и друга вегетација. Тешко достапниот и стрмен терен ги оневозможил пожарникарите брзо и ефикасно да реагираат, а во гаснењето помогале и вработени во шумската подружница Осогово од Кочани. Од територијалната противпожарна единица потврдија дека интервенирале со 4 возила и 12 пожарникари за да спречат огнот да зафати дел од објектите во близина на селото Нивичани. Огнот бил забележан во понеделникот нешто по 15 часот и во текот на ноќта пожарникарите успеале да го локализираат, а рано изутрината повторно излегле на терен и целосно го изгаснале. При тоа, според начинот на кој се појавил, постои силно уверување дека пожарот е подметнат, заради што треба да реагираат и други служби пред се во откривањето на сторителите, за да се спречат посериозни последици во иднина. Припадниците на територијалната противпожарна единица од Кочани упатија критика и за општествената одговорност на местното население, затоа што, иако пожарот бил видлив од далеку, никој од жителите на Спанчево и околните села не ги известил пожарникарите за тоа. Пожарот бил случајно забележан од нивни колега кој во моментот по друга задача се нашол на терен. За само 2 недели, ова е втора поголема интервенција на отворен простор за кочанските пожарникари, откако пред 10 дена во големиот шумски пожар на Осаговските планини изгореа над 150 хектари борови, дабови и друг вид стебла.